Вистински масакр се прави врз младата дабова шума на падините на Осоговијата, пошто исечените стебла се користат како огревно дрво. Најсериозна е состојбата во непосредна близина на Кочани, односно во атарот на селото Припор, на местото каде што асфалтниот пат се одвојува кон блиските куќи. Камерата регистрираше огромен број до корен исечени стебла и расфрлани гранки, а дел од дрвата се подзаскриени во шумата, веројатно со намера во текот на ноќните часови да бидат транспортирани до градот. Се уништува без ред, односно се сече во близина на патот, за да може потоа исечената маса полесно да се извлече на чистина. Луѓето кои имаат имот во овој регион не сакаат јавно да зборуваат пред камера, плашејќи се за сопствената безбедност. Велат дека лицата кои се одлучиле на ваквата постапка се организирани во побројни групи, при што дел од нив од прегледни места го наблюдуваат теренот и внимаваат да не наиде шумска контрола, а другите со рачни пили и секири го прават масекрирањето на шумата. Најчесто сечењето се врши рано наутро или во доцните попладневни часови, кога е помала фреквенцијата на луѓе. Сепак, во текот на изминатите неколку недели, кога температурите се спуштија под нулата, тие биле нешто подрски, па доаѓале и преку ден. Нашите соговорници тврдат дека бесправно исеченото дрво дури и се препродава за огрев, а досега никој не им застанал на пат на сторителите. Превозот на исечените дрва се врши со патнички возила што се прилагодени за намената и обично немаат регистерски таблички. Во моментот поголема штета е направена на површина од околу 2 хектари, а ако не се преземат мерки против таквото криминално однесување, повеќе од сигурно е дека за краток период од пошумените падини на Осоговијата ќе останат само голи ридови. Поради тоа и апелот од поранешните жители на Припор, Вранинци и другите околни населби, надлежните да преземат посериозни мерки за откривање на сторителите и да ја спречат деградацијата на шумата во овој регион.